Министерот Бектеши, ако сака да креира синдикални политики, треба да се зачлени во синдикатот. Грешка во пресметката на потрошувачката кошница нема. Ова е реакцијата од ССМ по обвинувањата на Бектеши дека во пресметката за месечната потрошувачка кошница два пати влегува инфлацијата. Посочија дека владините представници се добре дојдени во синдикатот за самите да се уверат дека нема никакви грешки во калкулациите. Може би треба навистина да промениме методологијата, да ги внесеме сите параметри кои се потребни за нормален живот на едно 4-члено семејно домаќинство и на тој начин кошничката бизнесува некаде околу 90.000 денари, па можеби и тоа нема да им се допаѓа на владините министри. Министерот Бектеши пак рече дека ќе бара средба со синдикатот затоа што неговите работници утврделе грешка во пресметката на минималната синдикална кошница. Тој вели дека таа е помала од 50.000 денари. Во изминатиот период цените сериозно се покачија, инфлацијата во одредени месеци достигна и до речиси 20%. Откако ограничените маржи не ги дадоа очекуваните резултати, сега се замрзнуваат цени на одредени производи. По корекциите на цените кај тестенините, млекото и млечните производи се прават анализи дали тоа може да се направи и кај цените на јајцата, шеќерот и оризот. Тие анализи се готови, но вице-премиерот Битики ќе ги разгледал во текот на денот. Сепак испрати порака до трговците дека има простор зеленчукот и овошјето да поевтинат. Севкупното, кога ќе видите во определен временски период, констатацијата дека има пад на цените на берза и тоа значи дека треба да има импликации на кај крајните корисници. Од вчера во маркетите тестенините се поевтини за 15%, а месото и млечните производи за 10%. Сепак од пазарен велат дека има места каде се прекршува владината одлука. Предупредија дека со контроли ќе продолжат и за време на викендот.